ние повторно ја имаме нашата Ивана на линк, која што ќе ни говори и ќе не запознае со многу повеќе детали за саемот на креативни индустрии. Добро утро, втор пат, Ивана. Добро утро, Сузе, по втор пат и до тебе и до сите гледачи кои што ова утро го започнуваат сутринската програма на Алфа телевизија. Ве поздравуваме од Скопје Сити Мол, каде што во вторник и среда, односно на 28 и 29 ноември, по втор пат оваа година ќе се одржува саемот на креативни индустрии, кој што оваа година е во фокусот на одржливоста. Што поточно ќе имаме можност да видиме и да слушнеме на овој саем, ова утро дознаваме од Елена Бојаджиева од Асоциацијата Умпаќе, кои што се всушност нели и создавачи на овој саем. Елена, ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро и од мене. Елена, втора година поред се одржува овој саем, веројатно после првата успешна година, нели прераснува веќе во традиција и втора година поред. Која беше идејата и како настана саемот на креативни индустрии? Точно така, по втор пат се одржува, меѓутоа годинава во многу поголем обем. Имаме над 40 изложувачи, тоа значи над 40 штандови на 28 и 29 ноември. Секој ден ќе започнува од 11 часот, па трае се до 19 часот. Идејата дојде сосема спонтано. Сметавме дека нема голема транспарентност и препознатливост на креативниот сектор, особено на одредени индустрии кои што се некако во сенка кај нас и не се толку познати, можеби за младите се попознати, меѓутоа за нивните родители, наставници не се толку познати, ете така едноставно се роди идејата да се создаде овој саем. Што секи има можност да се види на саемот во вторник и во среда? Со оглед на тоа што годинава акцентот е на одржливо предприемништво и генерално на одржливост, имаме автори кои што креираат токму на тој начин. Ја имаме платформата Yes for Less, кои што доаѓаат со десетина изложувачи токму од нивната платформа. Имаме стрип цртачи, имаме роботика, имаме експерименти, имаме различни работилници за везење, за цртање, така што на вистина имаме разнолики, да речам, работилници кои што се многу привлечни, особено за младите, и токму таргетот ни се основците и средните школи. Заради тоа и саемот се одржува во работни денови, за да има што поголема посетеност на основните и средни школи. За некоја споредба, минатата година имавме околу 9000 посетители, се надевам искрено дека таа бројка ќе дуплираме годинава. Така, она што е исто така интересно е што нели ќе има многу млади, нови луѓе кои што не се толку нели познати, а сепак создаваат креативност, односно творат нели со своите раце. Ќе можете ли да ни споменете некои од изложувачите кои што ќе можат да се сретнат, да се види, да се направи нели секако и разговор со нив, но и да се видат нивните производи кои што тие ги создаваат? Секако, има многу млади лица кои што за прв пат изложуваат на саемот годинава, истото беше и минатата година, така што на вистина одзивот е огромен, а се надеваме дека ќе прерасне во традиционален, овој саем и ќе биде од многу поголем размер. Има една девојка која што прави фигури и форми од жица, да речеме, така што има многу такви мали бизниси кои што се уште се во зачеток, кои што сакаме да ги на некој начин промовираме. Токму и зато нашата цел е сосема, да речем, алтруистичка, штандовите се отстапуваат бесплатно со цел што повеќе луѓе да ги запознаат малите бизниси. Да, но и затоа и влезот е нели бесплатен, па така што треба да се пријават луѓето претходно со никаква најава или пак може во кој било период од 11 до 19 часот да дојдат и да го посетат саемот? Да, слободно може да го посетат од 11 до 19 часот, влезот е бесплатен, така што сите се добре дојдени. Да, покрај саемот, нели во склоп на саемот е и форумот, па какво учество, односно кои се учесници ќе бидат на форумот и нели како ќе се одвиваат дебатите или запознавањата со учесниците кои што доаѓаат од странство?
Токму така, на 28 ноември во две од салите на Cineplex се одржува форумот на креативни индустрии, исто со акцент на одржливо предприемништво. Имаме многу силни говорници, регионални, од цела Европа и годинава за прв пат од Велика Британија. Тоа се експерти, на некој начин форумот е насочен токму кон да речеме експертскиот пристап кон градењето на тие културни и креативни политики, така што ако може да ги поделиме двата настани, саемот е она за масовна посетеност повеќе, додека форумот е повеќе за експертите во индустријата, меѓутоа биде намерно ги правиме на исто место, на иста локација, затоа што младите изложувачи добиваат шанса да ги запознаат тие експерти кои што инаку многу тешко би стигнале до нив во секојдневието. Да, верувам дека ќе им биде и тоа како задоволство и да добијат совет како понатаму да си го прошират својот бизнис и своите креативни работилници, но понатаму се цели саемот во Битола, што предвидува саемот таму, што ќе се случува и кога. Токму така на 15 декември се сели во Битола, таму трае еден ден, се случува во културно-информативниот центар во објектот на офицерскиот дом, така што и таму ќе имаат можност младите да го посетат, меѓутоа се надеваме дека во иднина би можеле да го прошириме и во сите градови во Македонија, затоа што нашата цел како Унија не е само централизирање на креативците во Скопје, би сакале навистина децентрализирано да делуваме и да можеме да ги филтрираме и на некој начин да ги мапираме сите креативни умови, особено младите креативни умови во државата. Па да, има креативци во останатите градови, ние тоа го знаеме, затоа што честопати, например, сме сакале да ги побараме, да ги снимаме, за да видат луѓето, да се запознаат со нив и да видат што се поточно изработуваат, но и ве се надевам дека и вашата цел ќе се исполни, дека ќе се проширувате што е можно повеќе и дека ќе им се даде назначење, дека ќе слушне светот за нив, за сите оние кои што творат и работат во останатите градови надвор од Скопје. Да, така е, се надеваме дека ќе успееме во таа цел. Да. Елена, ви посакувам успешен втор саем, така што и да си поминете добро, се надеваме дека се ќе биде во најдобар ред и се гледаме во некое следно издание каде што ќе имаме можност да слушнеме и за останатите работи за кои што работите и творите. Ви благодарам за поканата и ви очекуваме да не посетите. Да, и веќе споменеме уште еднашка идната недела, односно на 28 и на 29 ноември, токму овде во Скопје Сити Мол, поточно во киното Cineplex, повтор пат ќе се одржи саемот на креативни индустрии. Поканети сте сите. Секако можете да ги донесете и вашите деца да се запознаат со креативните умови и влезате бесплатен, така што она што ви е потребно да понесете со вас е само на добра волја и запознавање со оние креативци кои што ќе бидат дел од овој саем. Одлична можност за сите креативци. Ивана, ти благодарам и тебе и на твојата соговорничка.